Почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани присутни, гости, почитувани представници на медиумите. Дозволете прво да се заблагодарам на општина Струмица за гостопримството на двете влади, за овој историски момент и задоволството да токму овде во мојот роден град ја одржиме оваа плодна седница на владата на Република Македонија заедно со владата на Република Бугарија. Не постои нешто што не сме способни да го направиме подобро од она што мислиме дека можеме. Македонија и Бугарија направија. Застанавме едни до други со потпишаниот договор за пријателство, добрососедство и соработка, а со денешната владина седница активиравме уште еден од моторите кои треба да го повлечат целиот регион напред. Оваа свест што ја имаме како влади за нашата историска одговорност да одговориме на моментот што отвара перспективи е значајна за нашите билатерални односи, е значајна за евроинтеграциите на Македонија, е значајна за евроинтеграциите на регионот. Но пред се и над се, почитувани граѓани на двете држави, ние како политички раководства, кои добивме чест од вас граѓаните да водиме, испраќаме силна порака во регионот и во светот. Вака се гради пријателство. Вака се негува добрососедство. Вака се развива соработка. Вака се сакаат своите граѓани. Вака се мисли на домашниот, регионалниот и светскиот мир. Вака се обезбедува долгорочна стабилност. На заедничката седница разговаравме за продлабочување на соработката во областа на економијата, енергетиката, инфраструктурата, прекограничната соработка, потребните реформски процеси за европските и евроатлантските интеграции. Определени сме да ги зајакнеме трговско-економските врски помеѓу бизнис контактите, бизнис форумите, сајмите и слично. Промовиравме патување на туристи од трети земји, вклучувајќи развивање заеднички туристички производи. Ги истражуваме можностите за развој на нова директна врска за газ меѓу државите и дополнително снабдување со газ за двете земји, регионот на Југоисточна Европа и Европската Унија. Високо ги цениме аранжманите помеѓу двете влади за развој на коридорот 8, чија што реализација во насока на поддршка на еден од нашите заеднички приоритети за поврзување, а со тоа и можност за билатералниот и регионалниот економски развој. Заедно ќе работиме на решавање на нови безбедносни предизвици, вклучително и тероризмот, кибер и хибридни закани, како и управување со миграцијските текови, земајќи ги предвид економските, социјалните, хуманитарните и политичките димензии на секој од предизвиците. Заедно ќе работиме на проектите за градење и консолидација на демократските институции и граѓанското општество во земјите. Во таа насока денеска е усвоена заедничка декларација во која што се нотирани сите наши заложби за унапредување на соработката во сите сфери. Со декларацијата ја потврдуваме желбата за зајакнување на односите во сите сфери, во дух на отвореност и доверба, меѓусобно почитување и разбирање. Ја нагласуваме важноста на добрососедските односи и активната регионална соработка како основа за трајна стабилност и безбедност во Југоисточна Европа. Убедени сме дека перспективата за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО продолжува да биде главен двигател на реформите што водат до трајно утврдување просперитет и стабилност. Во таа насока одлучивме да ја надградиме соработката, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за пристапување во Европската Унија и НАТО. И ја потврдуваме важноста за напредокот во пристапниот процес на Република Македонија за време на предстојното претседавање на Република Бугарија со Советот на Европската Унија. Ке имаме редовни консултации за важни прашања од надворешната политика и политиката за безбедност и за други прашања од заеднички интерес на ниво на министерства и дипломатски представништва во Европската Унија и НАТО. Република Бугарија е подготвена да испрати во Република Македонија експерти од различни области за споделување на своите искуства и експертизи со цел зголемување на административниот капацитет на државните службеници во сферата на европските прашања. Во име на граѓаните на Република Македонија, на владата на Република Македонија и во мое лично име, изразувам искрена благодарност до граѓаните на Република Бугарија,
до мојот колега, премиерот Бојко Борисов, и до владата на Република Бугарија за отвореноста да и помогнат на Република Македонија во остварување на стратешките евроинтеграцијски цели и за можноста да градиме пријателство со кое што отвараме европска и евроатлантска иднина за целиот наш регион. Благодарам. Почитувани колега Заев, почитувани колеги, почитувани медиуми, ви благодариме на градоначалникот и на луѓето кои радосно не сретнаа тука. Солидарен сум со тоа кое што колегата Заев го кажа и за декларацијата и за приоритетите. Вие присуствувавте на спогодбите кои ги подпишавте. Можам да дополнам само тоа кое што го кажав пред председателот на Европската комисија во Брисел и тоа кое што завчера, кога беше председателот Тајани на Европскиот парламент, заедно со шефовите на парламентарните групи од целиот Европски парламент во Софија, дека сега е моментот да се искористи бугарското председателство, потоа и австриското, и романското, и хрватското. Близу 2 години темата Западен Балкан не само да се држи во внимание на сите наши колеги во Европа, но и реално да се придвижи нанапред. Убеден сум дека после не повеќе од 2-3 месеца ќе успееме да го намалиме роумингот и луѓето да можат мирно да се изборат помеѓу двете страни на границата. Убеден сум дека коридор 8 е како една река која што ќе раздвижи економијата и бизнисот и туризмот. Тоа е коридор кој од Албанија низ Скопје до Бугарија дава можност да се поврзе Азија со Балканот, низ Дунав, Дунавската стратегија и соодветно со топлото пристаниште на Солун. Како што гледате, нашата политика да се присоединуваат во сферата на инфраструктурата и комуникациите и енергетиката, затоа што тоа носи по себе си инвестиции, води до повисоки доходи. Луѓето сакаат доходи, сакаат да може да патуват и да си прават бизнис. Ние сме должни тоа да им го возможиме. Така што политиката секој еден главен град да биде поврзан со еден со друг тука на Балканот е моја јасна позиција. Тоа не е ризично за Европскиот сојуз. Стравовите на Европа има стравови дека секој ново присоединување води до нови проблеми. Тоа кое што ние го предлагаме е дека Европа е со нас, дека Европа мисли за овој регион и дека реално, јас мислам дека и колегите се убедени, дека Балканот е едно прекрасно место со прекрасни народи, можеби најубавата природа, природни ресурси и треба тоа нешто да го искористиме. Јас мислам дека перспективата кон перспективата кон Европскиот сојуз и НАТО за Македонија е многу важна. Тоа е ваш избор по кој што вие одите. Ние секогаш сме тука да ви помогнеме. Тоа ви е ваш избор во кој ние не се мешаме. Посакувам реално да продолжиме со многу практични действија, некои помали, но министрите на регионалниот развој ќе го отворат патот до Петрич, така што сега видов дека фокусирано се гради Струба, таа отсечка и повторувам коридор број 8, ќе го свржи Букуреш, ќе поврзе Букуреш и Азија и Црно море и од таму Албанија. Се разбира. И напречните коридори Солун, Скопје, Белград исто така треба да се градат. Треба да имаме патишта, железнички линии, пристаништа, тоа е иднината на Балканот. И кога се влеваат пари
изградба има резултати. Уште еднаш ви благодарам да не ги задржуваме медиумите повеќе. Ви благодариме. Преминуваме на новинарски прашања. Велете. Господа премиери, сите велите дека тоа кое што се случува денес и подпишувањето на договор за добрососедство на 1 август е нова епоха во односите. Која е тајната на тоа светкавично стоплување на односите и дали господин Борисов тоа би може да се смета за една шанса за поголема доверба на целиот регион? Благодарам на прашањето. Јас верувам дека сите учиме од минатото и се падна честа токму додека јас и мојот пријател премиерот Борисов ги водиме владите на двете земји, кои што во суштина водат влади на земји чии што граѓани се пријатели. Тие пријатели очекуваат само напредување на соработката и отварање на подобри перспективи кои што живот значат за граѓаните, а тоа е подобри плати, повисоки пензии, подобра инфраструктура, подобри перспективи генерално за сите. Јас сум среќен што навистина и лидерството во Бугарија, предводено од премиерот Борисов, имаше доволно храброст да ги направи чекорите преку договорот, но и преку секоја спогодба, договор, меморандум кој што го подпишуваме, заради тоа што сум убеден дека секој ставен подпис од двете страни отвара можности за придобивки конкретни на сите наши граѓани. Кажа премиерот Борисов, за некои 3 до 6 месеци, се надам дури и порано, ќе можат граѓаните да имат поевтин роаминг. Тоа значи пониски сметки кај граѓаните. Ќе имаме можност за алтернативен газ, кој што ќе дојде токму од трансверзалата Софија Северна Грција, преку Петрич, овде струмичкиот регион, да донесе алтернатива на избор на газ. Спојките на енергетските системи. Сето ова што се прави, катастерската размена преку овие договори е придобивки за граѓаните, олеснување на нивниот живот, а некаде и повеќе пари во секое семејство. Јас сум среќен поради тоа, тоа само ќе биде потврда дека вистински им служиме на нашите граѓани. Јас дури би се пошегувал. На Балканот треба многу да внимаваме од зборови од типот нова епоха, историски, затоа што повеќе скромност ни е потребна, отколку величење. И кога со колегите за прв пат започнавме се избориме за овие теми, Зоран е сведок, јас им кажав тука треба да заборавиме дека е велика Албанија, велика Грција, велика Грција, затоа што колку све помалку велики, толку побрзо ќе направиме така да доходите и инфраструктурата да се доближи до Западна Европа. Колку поскромно гледаме на тоа што го правиме, толку подобро. И тајната е барем за нашата политика е дека таа не е насочена ниту кон трети држави како можности, а токму обратното, да направиме така сите на Балканот да добиеме поеднакво, повеќе од доволно, нашите главни градови да бидат споени и луѓето да можат да патуват, да прават бизнис, да бидат слободни. Затоа еднакво важно е нашите пријатели од Србија брзо да одат кон европскиот пат, нашите пријатели од Албанија, Македонија, од Црна Гора, од Босна и Херцеговина, да можат да не оставаме темни точки од географската карта. И затоа што народите од тие држави го заслужуваат. Зборејќи за Западниот Балкан, ние не можеме да збориме за тие кои што во моментот се во Европскиот сојуз и да ги игнорираме и да не работиме со нив. А точно обратно, нашите проекти со нашите пријатели од Грција, Солун, Кавала, Александрополис, Бургас, Варна, Русе, Букурешт, Белград и сето тоа, ако сме живи и здрави да го видиме еден ден, ќе даде можност на целиот регион да тргува. Историјата покажува дека таму каде што одела трговијата, таму каде што одел добро бизнисот, таму економиите се поразвиени од сите останати. Тајната ни е работа, скромно,
без претенции некакви историски, без големи фрази, бидејќи ако се вратиме од темата историја, завршува иднината. Затоа, на шега го кажувам, но тоа има и голема доза на вистина. Ние не даваме совети, ние не даваме помош која што не е побарана, ние ги гледаме нашите пријатели како добри соседи со кои можеме да живееме добро во регионот. Благодарам. Ви благодарам. Гоце Михайловски, Канал 5 телевизија. Прашањето е до двајцата премиери. Како го оценувате потегот на Македонската православна црква да испрати писмо со барање до Бугарската православна црква за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква и истовремено БПЦ да стане незина црква мајка? Во контекст на ова ве прашувам и која беше целта на посетата утрово на манастирот во Водоча и што се разговараше со тамошните владици? Благодарам на прашањето. Тргнавме на ова денешна значајна средба меѓу двете влади и заедничката седница на влада од црквата, од манастирите православни, како земји каде што доминират православните народи, за да ни биде иднината успешна и од Бога благословена. И навистина имавме прилика само да се запознаеме со владиците, премиерот Борисов да биде овде во Струмице, во еден од прекрасните наши манастири, кои што се и наше историско и културно наследство, и по тој повод владиката Наум даде по еден медал за да охрабри идна соработка помеѓу двете влади. Како влади и како политичари го почитуваме секуларниот карактер, секако и не сакаме воопшто да се мешаме во работата и соработката на црквите, но можеме секогаш да охрабриме да го следа духот на договорот за добрососедство и пријателство, верувајќи дека таа соработка ќе биде се позначајна, а се надевам лично и јас дека ќе дојде до меѓусебно признавање, кое што за нас како Македонска православна црква е Охридска архиепископија, автокефалноста е многу важна. Секако прашањето е помеѓу двете цркви, наше е да охрабриме да се изнајде решение во духот на договорот за добрососедство и пријателство помеѓу двете земји. Аз мога да благодаря на владиците. Јас можам да им благодарам на владиците и на колегата Заев, да го видам, што имав можност да го видам тој прекрасен манастир и бидејќи Бугарија е еден пример за етничка толерантност, каде што сите живееме со векови заедно и се почитуваме секој со својата религија, но јас како христијанин, кога тргнувам да правам нешто важно, секогаш одам во црквени манастир, се прекрстувам, сакам помош од Господ и после тргнувам да го правам тоа нешто. Посетата таму имаше само единствено значење како символика. Ние не се мешаме во работата на црквата, навистина ќе сме среќни, се разбира, како и ние во политички план, така и нашите цркви да работат, да си помагаат, да пеат заедно, да проповедаат заедно во името на подобрување на односите помеѓу двата народи. Ќе кажам уште еднаш, може го нема тука, благодарност до владиката Наум и владиците кои беа таму за гостопримливоста, за медалите, но најмногу за тоа дека го благословува тоа кое што го правиме. Предпоследно прашање, Виктор Иванов, 24 часа. Повелете. Господа премиери, кога очаквате да бъде ратифициран и от двата парламента договора за приятелство и добросъседство? Беше подписан през август, вече сме края на ноември. И тъй като казахте срокове за отпадане на роуминга, бихте ли се ангажирали с срок, в който от София до Скопие ще се стига за 2 часа с автомобил? Благодарам, многу важно прашање. Тоа се секако и нашите очекувања, но да почнам по редот. На координација кај председателот на собранието, каде што беше и опозицијата и владеачките партии, договоривме во текот на декември да биде ратификуван договорот за добрососедство и пријателство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Роумингот нормално по законите е некаде овој договор да се реализира за 6 месеци, но верувам во перформансите на двете земји дека тоа може да го направат и за 3. И секако ќе бидам многу радосен ако биде дури и порано, но
Тоа што треба граѓаните да го очекуват е дека реално може да се случи и за по-малку или по-блиску од 6 месеци, кои што се реално очекуван рок како обврска на двете страни. Сето тоа мене многу ме радува заради тоа што значи поевтина комуникација. А кога има комуникација, има и пријателство, има и бизнис, има и соработка, има и размена на култура и сето она кое што е важно за граѓаните. Една од најголемите желби е навистина од Скопје до Софија да не се патува 4-5 сата, туку да се патува многу брзо, тоа да биде возможно како алтернатива по убав автопат или по убава железница. Тоа е коридорот 8, кој што само овој сегмент помеѓу Скопје и Софија е еден дел од коридорот 8. Конечна цел на нас е од Егејското море, дали од пристаништето Драч или од другите Валона пристаништа, преку Тирана, Скопје, Софија, да одиме до Црното море, да стигнеме до Истанбул. Тоа е отвара таа убава перспектива, која што носи буквално лепеза на можности за граѓаните од целиот овој регион. Благодарам. Ние и след Ние и по година и половина, две ќе одиме од Струмица до Софија за час и половина. Затоа што тука до Петрич се 30 километри по новиот пат кој што ќе го пуштиме денес и од таму до Струма и за 1 час во Софија. Прашањето за коридор број 8 кој да сврзи Албанија низ Скопје до Софија. 6 и 7, колегата Заев потврди, со министерот за транспорт ќе биде направена голема средба на лидерите на Западниот Балкан, заедно со Светската банка и со Европската инвестициона банка. И сепак да благодарим и на колегите кои работат активно неколку години по така наречениот Берински процес, после средбата во Трст. Дури сега во февруари во Лондон Европската банка прават специјална средба во Лондон, сака да им го представиме тој проект. И интересот е да се финансира од сите е многу голем, затоа што гледа дека реално тоа може да се реализира. И не случајно во Трст, каде што беа и Меркел, Макрон, на индивидуалните средби кои ги имавме, сум убеден дека уште во јануари колегата Заев ќе биде на средби со европските лидери. Тоа е тема која што е сигурно дека ќе се случи. Таа е веќе доволно разбрана од сите и факт е дека во Трст беа големите раководители на најголемите држави. Доволно е веќе тоа оптимистички факт. Убеден сум дека, не знам да ви одговорам, го прашав по Скопски, он рече дека доста од линијата веќе е направена од страна на проектирање. Денес со сите тие договори по катастар и се што се направи, мислам дека со поголем притисок и гарантирано финансирање, сепак тоа е градежишто. Не е рамница, тоа е прекрасна природа, но тоа нешто многу чини, е скапо. Така да имаме план пред Струма, Тракија, Марица и Хемус да реализираме брз контакт и се надевам дека во рамките на следните години да е тоа неповратен процес за изградба на тој коридор 8. Ние на наша бугарска територија сме готови со проектите и знаеме и колку тоа ќе ни чини. Така на 6 и 7 со колегите кои ќе дојдат, ќе ги стиснеме рацете, кој има потреба од финансирање, да користи средства од банките, да видиме што би дала Европската комисија и буџетни средства исто така. Така да 6 и 7 декември, живот и здравје, веќе ќе сме еден чекор понапред. Ви благодарам, премиере. Последното прашање за денеска одиме со Антонио Крстевски, телевизија 21. Само микрофонот, Антонио, и до кого го патуваш прашањето, би те замолил. Имам прашања за двајцата премиери поврзани со македонскиот јазик. Тема актуелна деновија и во македонската и во бугарската јавност, особено по изјавата на лингвистката Ана Кочева од Институтот за бугарски јазик при БАН, која што вели дека всушност не постои македонски јазик. Да ви чука, ако може малку повисоко, че да се чува. Погласно. Прашањето се однесува за македонскиот јазик, тема која што е актуелна и во македонската и во бугарската јавност, особено
по изјавата на Ана Кочева од Институтот за бугарски јазик при БАН, која што вели дека не постои македонски јазик, туку тоа е западно-бугарски дијалект. Господин Борисов, вас би ве прашал што вие сметате, кој е вашето мислење, дали постои македонски јазик кој што се разликува од бугарскиот јазик? А прашањето до господинот Заев е дали со договорот за добрососедство се заштитува македонскиот јазик, односно бугарската страна презема некоја обврска со која што би признала постоење на македонски јазик кој што се разликува од бугарскиот јазик. Благодарам. Благодарам. Значи, договорот за добрососедство, пријателство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија изнајде начин како да зборува за перспективите и за едините. Договорот е подпишан со формулација во која што вели на македонски јазик согласно Уставот на Република Македонија и на бугарски јазик согласно Уставот на Република Бугарија и е подпишан на двата јазици. Е подпишан на бугарски јазик и е подпишан на македонски јазик. Навистина преку ова даваме шанса да помалку зборуваме за минатото, за минатите слабости, а повеќе зборуваме за перспективите и за едините. И јас сум убеден дека на тој договор буквално треба да гледаме со радости за перспективите и знам дека договорот исклучително и единствено го јакне пријателството помеѓу двете земји, двете народи и сум убеден дека тоа е исклучителна придобивка за сите во Република Македонија. Се однесувам со почит кон вашето прашање. Пред да влезам тука се сретнавме со граѓаните на Струмица и апсолутно се разбиравме. Сега како што гледам, ни едно од медиите, ниту македонските, ниту бугарските, имате слушалки. И се разбираме. Што повеќе поважно има од тоа да се разбираме. И да си одиме напред по патот кој што сите луѓе ни го задаваат тие прашања кога ќе го направите патот, кога ќе има повеќе работа, кога ќе ни се покачат приходите. Нека учените, научници да си зборат за таа тема. Нека прават докторати, нека пишуваат. 1000 летна историја имаме. Секогаш може да се најде нешто заради кое да се скараме. И да тврдиме кое е постаро. Одамна во нашите односи со колегата Заев сме се разбрале дека ќе се обидеме да ги направиме практичните нешта, историчарите да си докажуваат кое и што е, како и што произлегло. Ако направиме таков разговор денес, да спориме кој јазик, тука кај Качанов, тој е многу подготвен за темата. И наместо да подпишеме договор за соработка, може на крајот да дојдат со госпожата с по един танк тука. Не се радувајте се да правите концерти, вие сте млади луѓе. Животот да си оди. Ниту ние ќе дојдеме да живееме тука, ниту вие кај нас. Можеме само да си направиме да живееме подобро. Вчера кога гледавте филма за Радко Младич, предпоставам дека и вашите телевизии ја покажа присудата и предпоставам сте пуштали како нашите медии сликички од тогаш. Потресувачко нешто. Воопшто не сакам да спорам кој е виновен. Изводот е дека еден политичар и една држава или една политичка гарнитура не најдат ли ваков пат како што ние се обидуваме да го следиме, следува тако нешто кое што го гледавте вчера, жртви, крв и страшни гледки. И што се доби? Европскиот сојуз потроши милиарди за таа војна. Уште има и наши војници во Босна и Херцеговина по војните бази. Една патека нема направено. Каква ни беше користа од тоа што се случи? И човечки трагедии многу жестоки.
кој има претенции кон вас или кон нас, за да си поставуваме сега слични прашања. И гледам дека ме разбирате добро. Кој е одговор на сето останато? И јас ве разбрав добро. И јас, а сега да спориме кој прв започна. На вашето поколение специјално ви сакам да си одите до Софија и нашите до Скопје на Вардар, да си пиете кафиња и ако тогаш се сетите за нас, значи нека сме почнали нешто добро сега. Ако не се сетите, здрави. Ви благодарам.